и дека ќе го дадам и својот живот ако треба во борбата за целите на организацијата. Дека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целирам, ако ја прекршам светата заклетва. Се заколнувам во верата, совеста и честа дека ќе работам за ослободување на Македонија и Одринско со сите своји сили и средства и дека никогаш не ќе ги предадам тајните на револуционерното движење. А во случај тоа да го сторам, да бидам убиен со овој револвер и со оваа кама што ги целивам. Амин. Смрт или слобода за Македонија. Македонија кон крајот на 19. век се наоѓала под турска власт. Големите европски сили со недоверба гледале кон правилното решавање на македонското прашање. Европа ја поддржувала постоечката положба и граници на Балканскиот полуостров. Во Македонија, како една од последните отомански владенија на Балканот, се повеќе созревала идејата која ќе биде водилка на многу генерации и поколенија на македонскиот народ, создавање независна македонска држава. Начело на тие слободарски идеали застанало македонското учителство и младата македонска граѓанска класа која била во зародиш. Тоа предизвикало нови форми и облици на организираност на македонското револуционарно движење, кој во последната деценија на 19. век се оформило во една организација која ќе стане знак за распознавање на македонскиот народ во семејството на европските народи. Организацијата во текот на своето постоење неколку пати го менувала своето име. МРО, Тајна македонско-одринска револуционерна организација или ТМОРО. Внатрешна македонско-одринска револуционерна организација или ВМОРО и Внатрешна македонска револуционерна организација или ВМРО. Во колективната меморија на македонскиот народ, организацијата била запаметена како Внатрешна македонска револуционерна организација или ВМРО. Основачи на организацијата биле 6 македонски интелектуалци. Дамјан Груев, учител од село Смилево Битолско, Петар Попарсов, професор од село Богомила Белешко, Христо Батанџиев, учител од село Гумендже Енидже Вардарско, Антон Димитров, учител од село Ајватово Солунско, Христо Татарчев, лекар од градот Ресин и Иван Хаджи Николов, книжар од градот Солун. За председател на првиот централен комитет на ВМРО бил избран доктор Христо Татарчев, а за секретар Дамјан Груев. Во 1894 година бил составен уставот, а врз основа на него и правилникот на ВМРО. Според член 1 од уставот, организацијата се борела за извојување политичка автономија на Македонија и Одринско. ВМРО во својот начин на действување била и легална организација, која сметала дека ослободувањето на Македонија од турската власт треба да се случи по пат на вооружена борба. Согласно програмските документи,
ВМРО била строго централизирана организација во која најголемите ингеренции ги имал Централниот комитет. Раководството на организацијата во 1894 година меѓу другите значајни одлуки решило да направи поделба на територијата на Македонија на 3 револуционерни окрузи – Солунски, Битолски и Скопски. Во првите години од формирањето, организацијата се ограничила пред се на членство од редовите на македонското учителство. Засилувањето на организацијската мрежа на ВМРО започнало со вклучувањето на уште неколку македонски интелектуалци во незините редови. Пеле Тошев, Ѓорче Петров и Христо Матов. Во 1894 година во редовите на ВМРО се вклучил и Гоце Делчев, кој станал најпрепознатнива фигура на организацијата. Во годините до Илинденското востание, Гоце Делчев го зацврстил Четничкиот институт на ВМРО, која како нејзин најважен сегмент и со својот авторитет успеал да ја прошири мрежата на организацијата и до најмалите населени места во Македонија. Делчев исто така ги организирал и подготвувал каналите на ВМРО за снабдување со оружје и муниција. Во 1896 година бил одржан Солунскиот конгрес на ВМРО. На конгресот, меѓу другото, било донесено решение територијата на Македонија по незините етнички и географски граници да биде поделена на 7 револуционерни окрузи – Солунски, Битолски, Штипски, Скопски, Струмички, Серски и Одрински. Конгресот ги задолжил Ѓорче Петров и Гоце Делчев да изработат нов устав на организацијата. За членови на задграничното представништво на ВМРО, како второ тело по значајност, биле избрани Ѓорче Петров и Гоце Делчев. Од страна на членовите на Конгресот повторно била потенцирана основната цел на организацијата – вклучување на сите националности во борбата за автономија на Македонија и Одринско. Солунскиот конгрес повторно ја потврдил централизираната поставеност на организацијата на ВМРО од Централниот комитет до местните и селски комитети. По Солунскиот конгрес дошло до засилување на вооружените сили на организацијата. Биле формирани првите чети, а се започнало и со интензивно снабдување со оружје и облека. Во четите членувале борци кои се компрометирале пред отоманската власт и притоа се наоѓале во целосна илегалност. На чело на четите се наоѓале војводи кои командувале со нив. Вооружените чети се движиле во посебни реони, кои биле одредени согласно организацијската поставеност на ВМРО. Од страна на организацијата била востановена и тајна кореспонденција и тајна полиција, како и инспекцијски чети кои се грижеле за дисциплината на вооружените чети. Организацијата имала формирано и селска милиција, која имала за задача да им дојде на помош на четите на ВМРО кога имало судири со турската војска. Целата хиерархиска поставеност на вооружениот сегмент на ВМРО била регулирана со посебен правилник. За евентуалното прекршување на дисциплината, организацијата имала предвидено казни, од кои најригорозна била смртната пресуда, која се изразувала на членови кои издавале организациони тајни и на соработници со турската власт. Од друга страна, организацијата покажувала голема грижа за семејствата на нејзините загинати членови, кои биле потпомогнати со парична помош. Организацијата имала повеќе извори за финансирање: членарина, доброволни прилози и финансиска помош од поимотните македонски граѓани. Најголеми финансиски средства во касата на организацијата се слеале по така нареченијата афера Мис Стон во 1901 година, кога за откупот на американската мисионерка Елен Стоун
Јане Сандански и неговите соборци успеале да издејствуваат околу 14.000 турски лири. Во овој период, ВМРО успеала да ја зацврсти својата мрежа на целата етногеографска територија на Македонија. Лозунгот на Организацијата за создавање на самостојна македонска држава предизвикал во неа масовно да се зачленуваат не само македонци, туку и припадници на другите националности кои живееле на територијата на Македонија. Во ВМРО масовно се зачленувале луѓе од сите социјални слоеви: селани, трговци, занаетчи, учители и така натаму. Програмските начела за создавање на македонска држава и самостојниот карактер на организацијата биле двата темели врз кои се подпирало незиното постоење. Од друга страна пак, конспиративноста врз која се засновало ВМРО овозможило таа да се претвори во мит, а незиното име да стане надеж во душите на поробените народни маси во Македонија. Организацијската мрежа на ВМРО останала неоткриена од турската власт се до 1896 година, кога се случила Доневата афера, која поради храброто држање на Доне Стојанов Тошев немала трагични последици. Во 1897 година се случила една од поголемите афери – Виничката, кога од страна на турската власт биле затворени голем број членови на организацијата, особено од источниот дел на Македонија. Во меѓувреме, организацијата се обидувала да ја задржи својата независност и самостојност без да потпадне под влијание на некоја од балканските пропаганди. Врховниот македонски комитет од Софија, кој бил составен пред се од македонци офицери кои се здобиле со воено образование, се обидувал да се наметне пред македонскиот народ и македонската емиграција во Бугарија како конкурентска организација на ВМРО, но во тоа не успеал. ВМРО имала целосна контрола врз нејзините окрузи во Македонија. Во бескомпромисната борба за одржување на чистотата на македонското револуционерно движење и ВМРО се истакнал Серскиот револуционерен округ на чело со Јане Сандански. Од 2 до 4 јануари, стар календар, 1903 година, бил одржан конгрес на ВМРО во Солун. По настанатите провали во организацијата, во 1901 година, кога биле затворени поголемиот дел од незините раководители, на чело на Централниот комитет успеал да застане Иван Гарванов, кој бил близок до политиката на Врховниот македонски комитет по однос на македонското прашање. На конгресот отсуствувале поголемиот дел од раководните кадри на организацијата и тоа му овозможило на Гарванов да ја наметне пред делегатите одлуката за кревање повстание во Македонија во текот на 1903 година. На таквата одлука се спротивставиле повеќе дејци на организацијата, меѓу кои биле Гоце Делчев, Ѓорче Петров и Пере Тошев. На јануарското советување во Софија во 1903 година, Делчев и Петров укажувале дека одлуката за повстание не промислена и дека организацијата не била се уште подготвена за тоа. За да се разубедат раководните личности, но и пониските структури на ВМРО во неисправноста на одлуката за кревање повстание, Гоце Делчев започнал мисии во сите делови на Македонија кои биле опфатени во структурата на организацијата. За таа цел во април 1903 година во Солун се сретнал и разговарал и со Даме Груев, кој што току бил излезен од заточение. Груев не се согласувал со ставот на Делчев дека повстанието е несоодветно за општествено-политичките услови во Македонија и Балканот и цврсто се залагал за кревање повстание.